Во ова издание, ураганот Доријан предизвика масовно уништување на Бахамите. Се приближува кон крајбрежјето на САД. Нови избори на 14 октомври ако парламентот гласа против неговата стратегија за Брекзит, согласи премиерот Џонсон во Лондон. Високите температури во Токио, причина за загриженост за организаторите на летните олимписки игри следната година. Останете со нас. Добро вечер, ова е ТВ Журналот Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. Жителите на Бахамите доживеа пеколна ноќ од разурнувачката моќ на ураганот Доријан, што го зафати северниот дел на островот Гранд Бахамас, со порани дождови и силни ветришта. Сега се на пат кон САД. Метеоролозите очекуваат ураганот кој бавно се движи да го зафати југоисточното крајбрежје на Флорида во текот на денот. Се наоѓаме во средиштето на историска трагедија во делови од северните Бахамас, изјави премиерот Хуберт Минис. Нашата мисија сега е во фокус на спасувачки напори, обнова, потрага по преживеани, потврди тој. Веќе британски официјален представник изјави дека премиерот Борис Џонсон најверојатно ќе повика на избори на 14 октомври, ако парламентарците гласаат против неговата стратегија за Брекзит. Пратениците од неговата конзервативна партија се подготвуваат да им се приклучат на опозиционите колеги во обид да го одложат Брекзит ако не биде постигнат договор со Брисел во следните 2 недели. Неопходно е двотретинско мнозинство за ворени избори во Британија. Американската крајбрежна служба потврди дека најмалку 8 лица се загинати и други 26 се водат за исчезнати, кога избувнал пожар на брод за подводно нуркање јужно од Јужна Калифорнија. Бродот бил на крстарење за време на продолжениот викенд за денот на трудот. Политичката битка во Британија оваа недела ќе биде клучна за излегувањето на државата од Европската унија. Законодавците се вратија од одмор да спречат да се случи Брекзит без договор. Граѓаните не се среќни со одлуката на премиерот Борис Џонсон за суспендирање на парламентот. Хенри Риджвел има повеќе. Лондон, Манчестер, Бирмингем, Бристол. Стотици илјади граѓани излегоа на улиците во Британија да протестираат против владината одлука за суспендирање на парламентот. Мислам дека ова е многу опасно за Обединетото кралство. Демонстрантите излегоа да го изразат револтот во пресрет на неделава, која се чини ќе биде одлучувачка за Брекзит. Од една страна, владата е решена да излезе од Европската унија на 31 октомври со или без договор. Опонентите пак веруваат дека Брекзит без договор би било катастрофално решение. Група парламентарци од сите партии, вклучувајќи конзервативци, ќе се обидат заедно да преземат контрола на долниот дом на парламентот, а потоа да изгласаат легислатива која ќе помине низ двата дома, за да се оневозможи Брекзит без договор. Но тие се пред големи предизвици. Треба да одржат оваа нова и необична коалиција во која има луѓе од крајно левичарско лабористичко лидерство и луѓе од конзервативната партија. Премиерот Борис Џонсон вели дека блокирањето на Брекзит без да се постигне договор ќе оди во прилог на Европската унија. Ако мислат дека Брекзит секако ќе се блокира, нема да добиеме договор како што ни треба. Се плашам дека ситуацијата во парламентот ќе и наштети на преговарачката позиција на Обединетото кралство. Џонсон им се закани на конзервативните парламентарци од неговата партија, кои сакаат да го блокираат излегувањето од Унијата без договор, дека ќе бидат исклучени на следните избори. Ќе биде без преседан конзервативните законодавци да гласаат против нивната влада. Во меѓувреме пак, беа отворени неколку судски постапки против владата поради одлуката да го суспендира парламентот. Тоа представува закана и за кралицата Елизабета да биде вовлечена во битката за Брекзит, бидејќи таа дозволила да биде суспендиран парламентот. Британската демократија е на голем тест. Неделава ќе биде одлучувачка за тоа кој ќе биде победникот во оваа тешка битка за Брекзит. Активистите за правда во САД реагираат дека и најмалите сообраќајни прекршоци ги прават сиромашните граѓани и криминалци, бидејќи не може да ги платат предвидените казни. Сепак, убиството од пред 5 години на црн тинејџер во Фергусон, Мисури,
поттикна движење да се преиспитаат практиките на кривично казнување. Масуд Фаривар има повеќе. Полицијата во Фергусон полека се враќа во нормала по масовните протести пред 5 години и натаму ги запира моторизираните, но далеку од поранешната пракса, кога афроамериканците беа главна цел. Наместо да ни пишуваат казни за мали сообраќајни прекршоци, сега прават програми за да ни помогнат. Во 2014 година Майкл Браун, црн тинејџер во Фергусон, беше убиен од бел полицаец, што предизвика масовни протести со недели. Весли Бел, поранешен активист и член на градскиот совет на Фергусон, стана прв главен обвинител во Сент Луис од афроамериканско потекло на минатогодишните избори. Тој вели дека се научени некои лекции. Кога овде ќе се случи нешто добро или лошо, тоа се регистрира на локално, но понекогаш и на национално ниво. Мислам дека е време за промени и реформи за кои ќе се чуе во целата држава. И тоа се случува. Мисури воведе ограничување на профит што градовите го прават од сообраќајни казни на 20%. Тексас донесе закон што ги обврзува судиите да ја земат предвид имотната состојба на казниците. Се прават реформи, има напредок, иако треба уште да се стори. Тој напредок се забележува. Судовите престанаа да ги ставаат во затвор луѓето за неплатени казни. Десетина сојузни држави престанаа да им ја одземаат возачката дозвола на граѓаните што не успеваат да ги платат сообраќајните казни. Во септември на речиси 1 милион граѓани во Тексас ќе им биде вратена возачката дозвола. Сепак тоа што се случуваше во Фергусон не е заборавено. Всушност, еден извештај од канцеларијата на генералниот правобранител покажува зголемување на растниот диспаритет на сообраќајни запирања од 2014 година наваму. Се уште има редици на афроамериканци во судовите. Тие сочинуваат 67% од населението, а 98% од оние кои се изведуваат на суд. Жителите на Фергусон се определени да ја поправат ситуацијата, иако не е лесно. Минатиот месец во Јапонија починале најмалку 57 лица поради високите температури. Олимпијадата во Токио е следната година, но веќе има загриженост за атлетичарите учесници во игрите. За ова известува Хенри Риджвел. Вака изгледаат летата во Токио. Температура од 35 целзиусови степени, јасно небо и влага во воздухот над 80%. Услови што представуваат ризик за одржување на летните олимписки игри во Токио наредната година, вели Џорџ Хавенит, експерт за влијанието на температурата врз здравјето на атлетичарите. Кога е топло времето и телото повеќе се загрева. И единствен начин на разладување е преку потење. Но ако се земе предвид влагата во Токио, тоа може да биде многу комплицирано. Топлотниот удар представува голема опасност, особено за настаните каде се мери истрајноста на учесниците. Околу 15% од спортистите имаат телесна температура над 40 целзиусови степени, дури и во полудни средини. Кога температурите се повисоки, разладувањето станува проблем и се зголемува ризикот од топлотен удар. Токио тестираше неколку спортски дисциплини изминативи недели, вклучувајќи триатлон и пливачки маратон, кои се сметаат за поризични на топло време. Сонцето силно блескаше и водата беше топла, се плашев дека ќе добиам топлотен удар. Организаторите преземаат мерки, како поместување на настаните рано наутро кога е посвежо. Ќе има и поголемо снабдување со вода, а ќе се распоредат и лекарски тимови на секој 500 метри. Токио беше домаќин на Олимпијадата во 1964 година, но игрите беа одложени за октомври, токму со цел да се одбегне летната жештина. Одложувањето на терминот сега не е опција, заради преполниот спортски календар и барањето на светските медиуми за пренесување на Олимпијадата. Научниците велат дека еден начин да се одбегнат несаканите последици е атлетичарите да се аклиматизираат пред почетокот на Олимписките игри во јули 2020 година. Го гледавте Њусфлеш на Гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Следете не преку Facebook и Twitter. Пријатна вечер, се гледаме утре.